Градиме да трае. Говори податокот што за прв пат фелата, градежништво, која што од сите овие бројки кои што ги видовме не е за занемарување, туку ургентно е заставање во агендата на вистински партнер, и на вистина да бидеме не само на хартија партнери, да повикуваме дека соработуваме, но немаме реализација, меѓутоа на вистина овој сектор може да го сврстиме во улога на носител на економскиот развој во следниот период. Меѓутоа комората, како што каже и претходниот модератор, колешката Даниела, последните неколку години се обидува да прави една заедничка стратегија за да ги инволвира сите политички чинители, без која и да е политичка партија на власт, се со цел да се постигне еден консензус, односно да изградиме стратегија која што еве по примерот на Полска, често милувам да го кажам тој пример, пред влегување во Европска Унија, сите политички чинители се договориле да направат 10 годишна стратегија со консензус прифатена од сите за инфраструктура. Тоа го реализираат и многу брзо, не за 10, за 5 години и многу набргу после тоа влегуваат во Европска Унија и стануваат мета на странски инвестиции. Македонските градежници знаат, македонските градежници можат. Дека е потребно заедно да делуваме, дека е потребна кохезија помеѓу стопанството, носителите на одлуките и образовниот систем високото образование, меѓутоа јас не би рекла дека треба да заборавиме што се случувало порано во образованието, бидејќи заради она што се случуваше порано во образованието, сега ние функционираме во таква една во средина на нелојална конкуренција и отежнати услови. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Од тука сакаме да испорачаме на вистина најголемата порака и од овој форум и утре после сите панели, дека нашите компании кои што се професионалци, кои што имаат знаење, кои што 30 на години имаат референции за изградба на големи инфраструктурни проекти не само во нашата земја, туку и во странство, треба да имаат носечка, а не споредна улога во значајните градежни зафати. Македонските градежници знаат, македонските градежници можат. Само доколку оние истражувања кои што ги работиме во рамките на научните истражувања и проектите ги вклучиме во наставата, само доколку обезбедиме многу услови за истражување на нашите студенти, лаборатории, опремени лаборатории со опрема каква што нели имаат и има и во бизнис секторот и во големите претпријатија, и секако тогаш кога ќе овозможиме нашите студенти да бидат колку што е можно поприсутни во компаниите, односно да го развиваме процесот на дуално образование и во високото образование, само тогаш можам да кажам дека сме се справиле со она што значи барање од високото образование, она што треба да го даде високото образование за локалната заедница, а тоа значи да одговориме и на барањата на нашите студенти, да дадеме колку што е можно поквалитетни студиски програми, но и да одговориме на она што бизнис секторот од нас го бара, а тоа е да го надоместиме тој јаз, односно оној недостаток на кадри кои што нели во моментот е потребен. Македонските градежници знаат, македонските градежници можат. Градиме да трае. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Сдруженијето на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите представува стручна форма на организирање и на работење во рамките на Стопанската комора, која ги представува интересите на деловните субјекти од дејностите градежништво, просторно планирање, урбанизам и проектирање, завршни работи во градежништвото,
индустрија на градежни материјали и експлоатација и преработка на неметални суровини. Градежните предпријатија проектираат и градат разни видови објекти од нискоградбата, автопатишта, мостови и цивилни и воени аеродроми. Од високоградбата, стамбени, индустријски и јавни објекти и од хидроградбата, брани, тунели, системи за наводнување, системи за водоснабдување, системи за канализација со пречистителни станици и други. Градежните предпријатија покрај во нашата држава имаат високи референции за проектирање и за изведување градежни работи и во земјите на Блискиот Исток, Русија, Украина, Албанија, Бугарија, Германија, понатаму во Чешка, Србија, Црнагора, во Босна и Херцеговина и во други земји. Заложбите на Сдруженијето се креирање подобро деловно обкружување во градежништвото, унапредување на правната рамка и подобрување на условите за зголемување на конкурентноста и развојот на градежните компании. Градежниот сектор верува дека само со заеднички дејствувања и насочени дејствија ќе се остварат развојни цели. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Ни следува уште една панел дискусија. Пред нас е втората сесија од конференцијата. Незиниот наслов е улогата на градежништвото во економскиот развој на државата. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Навистина денеска ми е чест и задоволство што сум во улога не само на панелист, туку и на модератор. Бидејќи пред да почнам да ја модерирам оваа сесија, сакам навистина да направам можеби еден рекапитулар од она што беше кажано досега и да кажам дека навистина имавме привилегија, еве што сме втор панел, бидејќи имаше инзворедни говорници кои што потикна и некои други теми во ова што се договаравме со почитуваните панелисти. Исто така, во името на Стопанската комора на Македонија сакам, не е фалење, меѓутоа да му честитам на нашиот председател на Сдруженијето на градежништво, господинот Андреа, и на сите вас, членови на нашето здружение, бидејќи јас сум во комората 20 години, ваков настан, односно ваква конференција која што е организирана во име на едно здружение е за прв пат, а тоа говори многу. Говори податокот што за прв пат фелата, градежништво, која што од сите овие бројки кои што ги видовме не е за занемарување, туку ургентно е заставање во агендата на вистински партнер, е на вистина да бидеме не само на хартија партнери и да повикуваме дека соработуваме, но немаме реализација, меѓутоа на вистина овој сектор може да го сврстиме во улога на носител на економскиот развој во следниот период. Овој панел е улогата на градежништвото во економскиот развој на државата. Дозволете накратко на почетокот само да дадам еден сублимат од она што и беше кажано, но и она што сакам да го испорачам во име на Стопанската комора на Македонија. Ние долги години наназад во услови кога се соочуваме со многу предизвици, понарочито последните 5-6 години од корона кризата, потоа енергетската криза и сите останати проблеми не само кај нас, кои што сакале или да не признаеме, се она што се случува не е само заради креирање на наши политики. И тоа треба да бидеме искрени да го кажеме, бидејќи се чувствуваше и се одвиваше во светски рамки, меѓутоа комората, како што каже и претходниот модератор, колешката Даниела, последните неколку години се обидува да прави една заедничка стратегија за да ги инволвира сите политички чинители, без која и да е политичка партија на власт, се со цел да се постигне еден консензус, односно да изградиме стратегија која што еве по примерот на Полска, често милувам да го кажам тој пример, пред влегување во Европска Унија, сите политички чинители се договориле да направат 10 годишна стратегија со консензус прифатена од сите за инфраструктура. Тоа го реализираат и многу брзо, не за 10, за 5 години и многу набргу после тоа влегуваат во Европска Унија
и стануваат мета на странски инвестиции. Зошто да не бидеме и пример? Ние имаме можност да се тргнеме вон политиката, имаме капацитет, а впрочем денешниот форум од капацитет на домашни градежни компании, кои што бројките ги слушнавте, колку учествуваат и во GDP, колку учествуваат и во бројот на вработени, ако податоците се дека се намалуваат, но треба да ги видиме кои се причините, колку учествуваат во креирање на сите фактори кои што значат економски напредок, се бројки и е факт и треба заеднички да се бориме и да ги зголемиме. Само накратко, важен предуслов за економски развој на една земја, се сложуваме сите и тоа беше кажано, е економската инфраструктура која влие врз деловните можности, но и врз вкупната привлечност на земјата за работа и инвестирање. Не само инфраструктурата, јас така и почнав долго години наназад, комората за развој на една држава, за економски раст, јас врстува како приоритет, освен инфраструктурата и извозот и инвестициите. Но сето тоа е поврзано и кога го кажа и професорот Марковски, и е клучен заеднички именител само една работа, тоа е кадарот. Кадар ни треба и за развој на инфраструктура, и за реализација, и на инвестиции за извоз. И тоа е вистинската додадена вредност, односно човековиот капитал. Ефикасната и сигурна патна, но и целокупна инфраструктура ја олеснува и поттикнува во мобилноста на луѓето и стоките, ја надминува ограниченоста на локалните пазари и создава предпоставки за урамнотежен регионален развој, што е многу важно. Не сакаме да се развива само еден дел, само една општина, туку постојано велиме дека ќе имаме предуслови за развој на регионите. Вложувањата во инфраструктурата се од витално значење за намалување на невработеноста, за зголемување на конкурентноста и економијата, а преку амбициозна инвестициска агенда во инфраструктурата и плюс дополнително зелената транзиција и дигитализацијата во земјава и во регионот на среден рок може да се постигнат стапки на раст на економијата од 5% и повеќе, и што е уште побитно, истите да бидат одржливи во следниот период, зашто сите се залагаме. Градежништвото овдека, во оваа цела приказна, има многу значајна улога во развојот на македонската економија, бидејќи покрај тоа што директно влие на економскиот развој, од него зависат уште плюс околу 25 други дополнителни економски гранки. И кога ќе ги слушнеме податоците со учеството на GDP, во просек последните години што беше кажано околу 6%, секторот градежништво е оној кој што може да испорача раст. Сега, во однос на бројот на вработени, секторот градежништво вработува околу 7% од вкупниот број на вработени во нашата земја, но во последните 5 години бројот на градежници, односно градежни работници е паднат под 50.000. И само последната година, што и го видовме од одличните презентации на председателот, се намалува за отприлика 10.000 работници, што беше кажано и може би дека е од аспект на различно пресметковно движење од 2021-2022, но може би причините треба да се бараат и во друго. Но светската историја покажала дека во големи економски кризи преку реализација на големите инфраструктурни проекти, градежниот сектор многу придонел за повторно заживување на економијата. И сега видовме и сведоци сме и во сите стратегии, анализи, документи направени дека тековни и планирани инвестиции има, и ако сакате и сведоци сме на тоа и дека реализација на хартија, која ќе видиме, иако реално стопанството бара, има и расте реализацијата. Еве, капиталните инвестиции за 2023 година, ако не се лажам, беа проектирани на 760 милиони евра, од кои што видов податоци од Министерство за финансии, заклучно со 39, оваа година се некаде 60% реализирани. Да, но сега повторно го отвараме проблемот за вистинска реализација и кој е вклучен во таа вистинска реализација, бидејќи од тука сакаме да испорачаме на вистина најголемата порака и од овој форум и утре после сите панели, дека нашите компании кои што се професионалци, кои што имаат знаење, кои што 30 на години имаат референции за изградба на големи инфраструктурни проекти не само во нашата земја, туку и во странство, треба да имаат носечка, а не споредна улога во значајните градежни зафати. Затоа
Ја охрабруваме владата одлучно да ги спроведе сите зацртани проекти со интегрирање на нашиот потенцијал од професионалци и тоа тука сакам да подлечам, буквално како сиже од се она што беше кажано, не само во реализација, имплементација и изведба на градежните зафати, реализација на проектите, туку и од аспект на целосно интегрирање на нашите потенцијали, кога велам нашите, на Сдружение на градежниците и целиот градежен сектор, бидејќи и податоците ги слушнавме од председателот Андреа, малтене скоро сите градежни компании членуваат тука. Податоците ги слушнавме дека не е проблем само изведбата и реализација да ги добиеме ние, да ги реализираме, да ги изведеме нашите проекти, туку поголемиот можеби проблем и потреба за вистински партнери помеѓу бизнис заедницата и стопанството е вистински да бидеме вклучени во креирањето на законската легислатива. Овде беше спомнат законот за градење, кој што навистина прв пат има и еден дел за инфраструктура. Ние сакаме да ја охрабриме владата, да кажеме браво што се носат после толку големи измени вакви закони, меѓутоа исто така да и порачаме да не брза. Ако треба да имаат зацртано во агендата дека треба да ја реализираат за 1 месец, за 2 месеци, нека почекаат, нека го слушнат еснафот, бидејќи во изведбата и во реализацијата да немаме проблеми кои што ни се провлекувале во изминатите години. Ние сме сите на иста страна, немаме различни страни. Ние сакаме да помогнеме и сакаме да бидеме на вистина вистински партнери во се она што значи развој. И на крај, убаво беше кажано да се сноси одговорност од нереализација, односно доцнење. Тоа го бара стопанството, ама вистински да се сноси одговорност, што и премиерот, и подпредседателите, и министерот секогаш го кажуваат, но да се најде модус како тоа, за да не ги обесхрабриме и оние кои што тука градат, создаваат, да речат, па ја немам одговорност, кога некој друг немал, зашто и јас лесно ќе поминам. И да се даде акцент, што и морам да го почитувам вчерашниот форум во Пелагонија, исто така беше за инфраструктура, замолија денес да пренесам, да се даде акцент, тоа не зависи со финансии, инвестициите во голем дел зависат со пари од дома и од странство, меѓутоа во дел на поставување на заедничка стратегија, владата може слободно да даде акцент на децентрализација заради рамномерен регионален развој. Јас и на крај ќе дадам едно сиже, меѓутоа мислам дека ова беше навистина заслужуваше да се даде ваков вовед, се со цел да се охрабрат и сите оние кои што денеска се тука, одвоиле од сопственото време да кажат дека нашата градежна индустрија има капацитети да биде вистински партнер и да биде навистина сега во услови на можеби дополнителни кризи кои што во следниот период не очекуваат и кои што не знаеме како ќе се завршат со војните, ако можеби се подалеку, но заради други економски фактори ќе бидат и поблиску. Ние како комора, заедно со владата, заедно со школите, сме во процес на дуално образование долги години наназад, 5-7 години. Меѓутоа, зошто едноставно во законска легислатива не се поттикнат одредени услови кои што можат да забрзаат. Иако знаеме дека универзитетите се независни во формирање на своите области, кој каде, колку да се запише, меѓутоа, реалната потреба на стопанството е навистина во моментот не исполнета, односно имаме неадекватни кадри на одредени места и нефункционално стопанство. Може ли во брз временски рок ова сообразуваниево да го поттикнеме и да делува државата со една законска рамка која што навистина ќе значи додадената вредност, а тоа е човечкиот капитал, да го навистина вреднуваме и работниците кои што се квалитетни да ги задржиме во земја. Впечатокот не е само мој, туку и на сите присутни во салата е задоволство да ве слушаме и сите ќе се согласиме дека како да сте представници од бизнис секторот, не како да сте представници од креаторите на владината политика, бидејќи воопшто на ништо не се супроставивте. Се согласивте комплетно со се она што ние како бизнис асоциација го бараме, но се согласивте со тоа дека треба стратегија за инфраструктура, треба консензус, дека главна тема е ова што значи развој и раст не само на среден, туку на долг рок, меѓутоа ние повикуваме да бидете одлучни. И на почетокот кажав, знаеме дека постои одредена законска легислатива визави членство во Европска Унија, визави одредени, меѓутоа фаворизирање на домашни компании, знаеме и дека не треба директно, но дајте индиректно да најдеме модус
Како да им помогнеме на компаниите? Тоа постои. Еве, професорот деканот го кажа во Хрватска. Имаме безброј примери како тоа да го правиме. Така да мислам дека сите ќе се сложат, сме на иста страна и навистина честе што и во волкав број сите и сега останаа, честе што и министри се тука на највисоко ниво, честе што е тука и академската јавност да ни помогне во наоѓање на најдобар модус, така да мислам дека нема нешто што сме на друга страна. Сме на иста страна, но треба одлучно и ве охрабруваме да реагирате од аспект на одговорност, да се превземе, да покажеме добри примери, но и дискутирајќи сега на панелот, исто така и она што го кажа председателот Андреа, дајте да правиме во медиумите, да ги промовираме успешните приказни, да не кажуваме само дека се е црно. Има и позитивни работи кои што треба да бидат пример во нашата држава, понарочито во овој дел што значи градежништво. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Определбата на Сдруженијето на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметали е негување на долгата традиција што ја има градежништвото во нашата држава, но и во приклучување кон модерните трендови во развиените земји. Од тука, во фокусот на бизнис заедницата се развојот на стручен кадар и на вештини според потребите на стопанството, примената на нови дигитални и технолошки решенија, кои ќе го олеснат и ќе го унапредат деловното работење, следењето и примената на европските стандарди, како и подобрување на правната рамка, која ќе овозможи поголема конкурентност на градежните компании. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Овој панел ќе го заокружиме со професорката Јасмина Буневска-Талевска, која што е проректор од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. И јас ќе ја повикам да каже, еве накратко, бидејќи постојано потенциравме и во првиот и во овој сега панел дека е потребна силна координација помеѓу образовните и помеѓу државните институции за навремена и квалитетна реализација на капиталните проекти, а бидејќи градежништвото, кажавме, учествува во голем дел во креирање на бруто домашниот производ, од тој аспект потребно е зголемување на вредноста на човековиот капитал, за да имаме секако успешни капитални проекти. Се согласувате ли со ова? Да, благодарам за прашањето. Сите сме некако заморени, ќе се пошегувам на почеток. Ова универзитетски професор не е напишано од каде е, меѓутоа вие кажавте од Универзитетот во Битола, се надевам не е ова намерно, затоа што Битолскиот Пелагониско-плански регион е и оној нели последниот транспортен јазол кој што оваа влада започна да го решава. Така што ќе се задржам на образованието, само претходно сакам да кажам дека и на вчерашниот панел истите заклучоци нели ги донесовме, дека е потребно заедно да делуваме, дека е потребна кохезија помеѓу стопанството, носителите на одлуките и образовниот систем, високото образование, меѓутоа јас не би рекла дека треба да заборавиме што се случувало порано во образованието, бидејќи заради она што се случуваше порано во образованието, сега ние функционираме во таква една во средина на нелојална конкуренција и отежнати услови. И токму заради тоа малку само на почеток ќе го променам мојот оној концепт на обраќање, ќе се задржам повеќе на образованието, бидејќи премногу и беше кажано за патната инфраструктура, апсолутно дека сите сме на истата линија, се согласуваме дека и во изминатите неколку години веќе се изградени 1300 километри патишта, колку што знам, така што веќе имаме и Македонија има разгранета инфраструктура. Јас сакам повеќе да го скренам акцентот на одржувањето, управувањето и квалитетот на таа патна мрежа. Значи, додека градиме, додека се фокусираме на изградбата нови патни решенија, добро е да се обединиме сите чинители и околу реализацијата на националната транспортна стратегија донесена во 2018, која што токму тоа ќе ни го овозможи. Одржувањето
одржување, управување со патната мрежа, а на тој начин и овозможување на голем број на нови работни места за нашите млади луѓе и на еден индиректен начин задржување на младите тука. Но ќе се вратам на образованието и на оние услови во кои што функционираме. Академската средина е голема заедница. Тука секогаш има и од кого да учите, има искуство, има многу предизвици. Меѓутоа е многу полесно кога сте само професор, кога сте тој авторитет во таа академска средина, а не сте и во оној ред на носителите на одлуките и оној кој што треба да ја сноси одговорноста поради тие одлуки. Многу е потешко кога треба да се грижите за најмалку 5 столбови во вашата високообразовна институција или на универзитет и при тоа да функционирате во услови кога немаме рамномерен регионален развој, кога имаме нелојална конкуренција и кога имаме иселување и миграција на населението. Зошто велам дека е тешко да се функционира во такви услови, затоа треба и да се поддржат барањата на високото образование, како што тоа впрочем и се прави, затоа што за да можеме во исто време да се справиме и со унапредувањето на она што значи наука, да се справиме со вклучување на научните истражувања во наставниот процес, бидејќи само така можеме да дадеме, да имаме високо квалификувани и добри кадри, само доколку оние истражувања кои што ги работиме во рамките на научните истражувања и проектите ги вклучиме во наставата, само доколку обезбедиме многу услови за истражување на нашите студенти, лаборатории, опремени лаборатории со опрема каква што има и во бизнис секторот и во големите предпријатија и секако тогаш кога ќе овозможиме нашите студенти да бидат колку што е можно поприсутни во компаниите, односно да го развиваме процесот на дуално образование и во високото образование, само тогаш можам да кажам дека сме се справиле со она што значи барање од високото образование, она што треба да го даде високото образование за локалната заедница, а тоа значи да одговориме и на барањата на нашите студенти, да дадеме колку што е можно поквалитетни студиски програми, но и да одговориме на она што бизнис секторот од нас го бара, а тоа е да го надоместиме тој јаз, односно оној недостаток на кадри кој што во моментот е потребен. Од еден податок, не информација, него е податок од Институтот за економски истражувања, кој што вели дека во моментот 20% недостаток на квалификуван работен кадар имаме на ниво на регионот, од каде што доаѓам, посебно во Битола и Прилеп, а дури 50% од населението е или неквалификувано или со незавршено средно образование. Значи, верувам дека не ние како високо образование, но сигурно дека треба да работиме на сите тие постулати и на доквалификација, преквалификација, а секако ние пак во соработка со стопанските комори и со сите други чинители на усовршување на нашите програми, токму сега во овие услови кога од нас универзитетите се бара да се трансформираме, да се отвараме, да се модернизираме, да ги трансформираме студиските програми по теркот на она што пазарот на трудот и стопанското го бара и тоа и го правиме. И би рекла дека исто така изградбата не треба да ја наблюдуваме на патиштата само на национално ниво, многу значајни ни се и општините и локалните самоуправи заради таа рамномерна изградба и заради можноста токму она што стопанството го бара, брзиот проток на стоки. Мораме да размислуваме на концептите на смирување на сообраќајот во градските средини, изградба на обиколници, поврзување со регионалната патна мрежа. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае.
Мене ми е многу жал што инвестициите кои од 2012 Скопје 2014 не се искористија за развој на градежништвото. Ние уште тога тоа го говоревме, дека 600 милиони еври во градежништво пари не доведува до развој на градежните компании и сега не можеме да видиме, поготово во високоградбата, некоја технологија, техника, по која што ние се разликуваме од пред 10 години, а мислам напротив се вративме 10 години назад со тие пари потрошени. Но во исто време мора да признаеме дека пред тој циклус ние немавме циклус на изградба на автопати низ Република Македонија долго време, 10 години, и во тоа време преживуваа одредени компании за да опстанат и да ја носат таа референца. А некако тука спомнуваме дали сме го виделе патот на Косово, дали сме го виделе патот не знам каде, еве ја препорачувам, кој не го видел патот Бања Лука, Прњавор, Добој, нека се повози по патот за да види македонска компанија од 2012 до 2018 што изградила. Значи, едниот автопат е изграден 2012-2016 за 4 години, 180 милиони евра, а другиот е 2014-2018, 160 милиони евра, исто изграден за 4 години. Кадарот кој го изгради тој пат, моментално работи во Македонија, дури на еден од подизведувачите на Кичево Охрид, техничкиот директор тамо е проект менаџер. Значи тој што ги заврши тие патишта за 4 години, сега работи за подизведувач. Така да тој кадар таму успешно што сработи, се врати тука, не се одлеа никаде, но најверојатно ни спревез на некои проблеми, па не може истите резултати да ги постигнеме. Исто така, за нас особена горд, ако збориме више дали сме се возеле по автопати, од влезна хрватска граница со Србија до Загреб може да го возите патот. Тој патот е направен од наша компанија во 2006 и 2007 година. И до денес нема никаква санација. Значи сега сме 2023 година. Така да повторно сакам да несам еден оптимизам, да кажем дека ги имаме потенцијалите, но капацитетите ни се намалени. Зошто? Затоа што едноставно валјда немаме кај да ги покажеме и најверојатно имаме објективни причини како за тоа да се бориме. Се согласувам со вице-премиерот дека најниската цена, тоа конкурентност само се штиклира, но производ е моментално патиштата што ги возиме, со кој квалитет се. Токму ние као комора за тоа се бориме. Значи ние ностоп потикнуваме следно прашање. Значи не да се оди на најниска цена, туку да се оди на реална цена, која што нормална и добра компанија, обезбедувајќи ја таа работа и сработејќи ја би доживеала развој. Ние тој дел некако го заборавивме. Законот за јавни набавки во моментов е многу ригорозен, каде што јавните набавки финансирани од македонски буџет се у принцип ограничени 93% во 2021, 4% кажав дека биле најниска цена како критериум. Токму тоа ние го гледаме кој еден вид на пречка, затоа што помалку компетабилни и конкурентни компании ги добиваат тендерите по најниски цени и го имаме тоа што го имаме, но во тој момент не губи само државата, губат и сите останати добри компании кои што можеле да го сработат, а не го сработиле. Така да јас само би го замолил вице-премиерот јавно, пошто има многу од колегите тука замолби тоа јавно да го соопштиме. Значи знаеме и ние дека е проблем квотата за странски работници и би замолиле само за поедноставување на процедурата, за да можат нашите компании да ја зголемат конкурентноста, затоа што во моментов имаме информација дека голем број поднесени барања стојат заради исполнета квота. Големо е стварно задоволството што се вложи заедна позитивна енергија, го регистриравме сериозно проблемот што го имаме сите, како држава, како стопанство, како влада, и добро е што тргнавме да бараме решенија. Поентата што сакам да ја дадам малку дополнување беше она што го кажа малку, не знам дали беше доволно јасно, меѓутоа клучната поента е вице-премиерот за економски прашања кажа крајниот резултат треба да биде подобрување на конкурентноста на нашите компании, не само на домашниот пазар, него да се подготвиме за пазарот што очекуваме дека во блиска иднина ќе ни се отвори. Јас сум уведен дека здружени нашите компании имаме доволно знаење, капацитети, меѓутоа, она што е загрижувачки, еден нов аспект што професорот го отвори, загриженоста за иднината, значи, за да одржиме конкурентноста, поготово за можноста за настап на меѓународниот пазар, потребни се и соодветни референци. Значи, тоа е првиот услов.
колку и да знаеме, колку и да умееме, доколку немаме соодветни референци, ние повторно остануваме неконкурентни и ќе ни се затвараат можностите за настап на тој пазар. Во таа насока мислам дека може би не толку јасно збореше и председателот на Сдруженијето, кажа и професорот, значи сите аспекти за загриженоста стојат, меѓутоа само како дополнение вице-премиерот многу добро го регистрира тој проблем и на таа тема треба сериозно да се работи. Исто така, една добра поента кажа и нашата подпредседателка Стопанската комора, бизнес заедницата бара партнерски да се вклучи во креирањето на сето она што има влијание на амбиентот за работење на стопанството. Односно, во конкретниот случај, Сдруженијето за градежништво, она што не допира во регулативата, кога се создава нова, креира, да имаме соодветно внимание од наша страна и можност да придонесеме да дојдеме до поквалитетни решенија. Благодарам. БИМ Свети Николе е извозно ориентирана фирма за производство на битуменски изолациони материјали. Во своето излагање спомнавте дека за една компанија да биде успешна, треба да биде конкурентна на пазарот. Пред 2 години владата донесе една уредба со која воведе на доместок на битуменот при увоз во Македонија. Ние знаеме дека во Македонија нема производство на битумен, нема капацитети за такво нешто. Сето тоа нас не оптеретува по цена на чинење на производ и за да бидеме ние конкурентни на пазарот треба, значи, или да имаме собствени ресурси или да не бидеме оптоварени со таква дополнителна давачка. Покрај транспортот што го имаме при увоз на битумен, сега имаме дополнителна давачка, надомест за државни резерви по килограм и сето тоа не прави неконкурентни и во последната година дена веќе изгубивме и дел од пазарот. Па прашањето ми е дали има волја или желба од страна на владата да ја разгледа оваа уредба и да ја ревидира. Даниел Цеков од Стопанска комора со градежни материјали делот. Ние го донесовме законот за градежни производи и тој е добар закон. Тука немаме проблем. Имаме проблем производителите кои сме од Македонија, што ги воведуваме овие CE сертификати, кои се согласувам дека треба да ги имаме и ние ги имаме, повеќето од нас ги имаме уште пред да се донесе законот кај нас. Но мислам дека државата затаи во делот на патот кон Европска Унија и премногу долго тоа трае, ние имаме големи трошоци за сертификација, бидејќи овие сертификати не се вадат тука во Македонија. Тој проблем го имаме, неколку пати реагиравме до Министерство за економија на таа тема. Држави околу нас кои исто така заглавија на тој пат се воведува некои своји мерки и сега ние го имаме и тој проблем да треба да плаќаме ние од Македонија, нели, да треба да плаќаме и таму и покрај тоа што ги имаме CE сертификатите. Па баравме од вас некако да седнеме да се договориме како да го разрешиме овој проблем, а да не остане терет на државата, да не спонзорирате на некој начин, да не субвенционирате во плаќање на сертификати, туку реално да направиме и ние некои такви можеби мерки на реципроцитет на некој начин. Професор Дарко Наков од Градежен факултет, председател на Друштвото на градежни конструктори. Вака, јас сакам да се навратам на претходниот панел, меѓутоа поврзана и со овој дискусија, бидејќи на претходниот немавме можност за дискусија и прашање. За мене за препастувачки беше еден факт за просечната плата во градежништвото, тоа не беше истакнато. Го прикажа председателот на Сдруженијето Серафимовски, значи просечната плата
во градежништвото, ако не се лажам, беше околу 30.000 денари. Добро, а просечната плата во државата, ако не се лажам, е околу 36.000 денари. И сега ова ќе поврзам со дискусијата на деканот, дека немаме доволно интерес за студирање на градежниот факултет. Градежништвото е дејност во која што имаме голем број на вработени со ниско и средно квалификувана работна сила, значи со ниско и средно образование, еве го графикот. Така што јас би замолил, ако е возможно, овде 30.000 ми се чини дека е вредност со плавото. Градежништво. Добро, не е важно. Значи, битно е дека сме под просекот државен, така што јас би замолил во односи на тој интерес намален за студирање и да ги мотивираме нашите млади да студираат, да во иднина дали Државниот завод за статистика, ако не се лажам, е самостојна институција, меѓутоа да се за да ги стимулираме младите, ако е возможно тие статистики и бројки да се даваат по ниво на образование, бидејќи ние сме дејност во која голем процент имаме ниско квалификувана работна сила. Значи, ако не се лажам, десетина или тука негде плюс-минус проценти високо образовани. Тоа е и тие ја креваат, односно ни ја спуштаат останатите вредноста и мислам дека од таму произлегува и неинтересот за младите, бидејќи тие кога ќе видат друга дејност која што е претежно високо образувана, ќе видат 60, 80, 90.000 денари, интересот нивен паѓа. Тоа е едната моја дискусија, која би сакал да во забелешките. А втората е во однос на национална стратегија за инфраструктура, оно што го споменавте, неколку пати беше нагласено да се одвои политиката од тоа. Јас би рекол да се обедини, не да се одвои, да се обедини и тоа не една, две или три политички партии, туку сите. Бидејќи политичките партии се менуваат и стратегијата треба да биде државна. Значи, буквално сите политички партии заедно со стручната фела да изработат таа национална стратегија и по таа понатаму да се постапува независно кој да е на власт. Да не зависи донесувањето на одлука кој пат сега ќе се гради од политичките структури, туку од таа национална стратегија. Да се представам, јас сум професор Гаревски од Институтот за сеизмички отпорни градби и би сакал да се надоврзам по однос на дискусијата за референците. Референците се секте потребни, би рекол и во науката се највеќе, така би требало да се бираат професорите. Ме радува што колегата рече дека ќе има една нова капитална инвестиција во железниците и ги подстакна нашите компании да учествуваат, но како што рече колегата од Гранит, сигурен сум дека за жал ние немаме референции. Зашто? Затоа што имаме микро и мали предпријатија и да се соберат десетина, повторно за такви капитални објекти ќе имаме проблеми. Што тоа значи? Тоа значи дека малце треба да се размислува на кој начин би дошле нашите компании да дојдат во прилика за да изведуваат капитални објекти. Се сеќам, тоа е, да не кажем, непазарен пристап. Пред 7-8 години имавме еден проект во Абу Даби, кога бев директор на ИЗИС. Таму има пракса, без разлика што имавме многу големи референции, да не можеме да настапиме, дури и американските компании не можеа да настапат, бидејќи идевме со една американска компанија заедно, не можеа да настапат самостојно, не можеа да регистрираат фирма во Абу Даби, него мораше да се иде преку некоја друга нивна локална компанија и на тој начин го стимулираа, на некој начин ги стимулираа нивните локални фирми. Ми се чини сега рекоа дека овозможиле и они да може некоја друга компанија тоа да го направи, но јас би рекол, убаво е да се размислува нашите компании на некој интелигентен начин, да кажам, да имаат партнери во странство кои ќе се сложат
да некоја наша компанија води, односно да бидат прави партнери. Друго, веќе е прекасно, навистина. Ние имаме една-две компании, како што рече колегата од Гранит, со 200-300 колку луѓе, тоа е малку за било кој капитален објект, а уште помалку се шансите за странство, бидејќи се сеќам негде баш пред 15 на години имав некои добри контакти и добри врски со Алжир. Тогаш памтам, Алжир имаше огромни инвестиции по десетина милиарди долара за градење баш на оваква инфраструктура. Изборев тогаш со генералниот директор на Гранди, викам, имам некои контакти, можеби ќе може таму некако да пробате, вие имате искуство со овие автопатишти, сите работи. Ми рекоа, не можеме да добиеме банкарски гаранции. Значи, една од причините за пополека уништувањето за нашиот настап во странство токму беа тие банкарски гаранции, за разлика што некои републики или сега држави од бивша Југославија, тие прво ги задржаа контактите преку нивните локални амбасади, бидејќи имаше многу фирми у бивша Југославија што работеа надвор, и ги продолжија тие работи, но најверојатно проблемот со банкарските гаранции на друг начин ги направи. Да завршам, да заклучам, треба да се размислува како ќе можеме да им помогнеме, за жал, за сега на нашите мали ситни компании кои што беа едни од водечките, да не кажам и во регионот. Благодарам. Слободан Трајков, компанија Елмонт Електро. Има малку трема, морам да ви кажам. Има доста возраст луѓе од кои што може многу да научиме денеска. Прво сакам да ја поздравам и да ја охрабрам оваа прва конференција за патна инфраструктура и да продолжи понатака. Од еден аспект сакам да кажам само нешто, немојте само на погрешно да ме разберете, дека треба да се обединат политичките партии или не знам да бизнисот иде понатака. Ја мислам дека е обратно. Ако ние бизнисмените и сите приватни фирми и компании, вклучувајќи ја тука и администрацијата, сме добри и идеме напред со работата, ги вршиме добро бизнисите, тогаш политичките партии ќе бидат покомотни и нема да треба да размислуваат за нас. Единствено ние што ќе го дадеме предлогот, тоа ќе биде предлог кој што они треба да го разгледат и да не послушаат. Јас ќе ви кажам, имам скоро 30 вработени, не е голема компанијата, 25 години сум во патната инфраструктура. До сега имам 7-8 директори сменето, што се вика еден по друг, сите има своји нарави, но секогаш гледаат она што е добро и тоа го применуваат. И ви благодарам и на сегашниот директор Рустеми за укажаната доверба. Но, да бидеме искрени, не соодветните компании кои што мислат народот дека се блиски до сегашната влада, дека е брат на господинот Бектеши или братучот на господинот Бетичи, мислам дека тука е најголемиот проблем зашто народот и ние бизнисмените немаме доверба. Едноставно треба да кажат дека и тие фирми, и било какви да се, и во родбинска врска, ако се ја вршат својата работа, треба да ги оправдаме нивните работи, а не да онадиме. Мислам дека и Бехтел Енка ќе го смени комплетно начинот на изградбата на патиштата овдека и дека, се извинувам вака, ќе ни дојде памет како ќе треба да работиме. Бидејќи го имам видено патот, тоа што кажавте господин Бектеши во Косово, и како е направен, и зашто е направен. И за исти пар е направен, кај што требаше да има тунели. Да не одолжувам многу, да не ве замарам, значи размислувајте дека ние бизнисмените, колеги, пријатели, тие сме кои што треба да ги кажеме нашите маки и ние треба да го движиме тоа тркало, да речам, за да они ги прифатат нашите предлози и они идат по нас, да ги слушнат маките и да не разберат. И само една коинциденција или околу платите
предходно господинот што ги кажа. Јас имам работник електричар кој што работи 32 години, зима 50.000 плата, а мојата сопруга работи као медицинско лице, дипломиран, 30.000 плата. Тука голема е разликата. И треба стварно да размислиме, тој што се мачел и учел, колку треба да земе, а еден обичен работник, каков и да е, колку треба да земе. Не ги подценувам, но барем да бидат раздвоени, да имаат барем приближно исти плати. Јас сум да земе работникот, затоа што колку е он побогат, толку е побогат и фирми, нашите фирми. Благодарам. Значи, стварно направија, комората направи напори и овде не собери и толку отворено, јавно, без нараквици, прецизно да се лоцираат сите проблеми во градеништвото и секоја чест на сите чинители. Еден сега сакам да посочам, а не е тука, а верувајте основниот чинител. Познат сум по тоа што секојаш зборувам без нараквици и поставувам чудни прашања. Ние сите тука сме чинители во градеништвото, во апсолутни чинители. Изведувачи, проектанти, професори што ги учат децата и онај што не регулира владата. Еден од основните чинители што ги дефинира сите работи во градеништвото се парите, се банките. Ние од банките представник тука немаме. Готово. Чајка да ви докажам, рано е, зато станав. Второ, имаме 5.500 фирми. Овде имаме над 100 фирми, знам по име презиме кои се присутни. Да не бидам професор, да речам, ајде да кренат рака тој што нема кредит. Ке има некој што нема да крени, што ќе крени рака? Нема. Значи, основниот чинител во градеништвото, онај што ги дефинира условите. Прво, сепак е владата, тука дефиниција. Меѓутоа, вторио, може би во многу случаи посилен од вас се банките. Банките имаат две големи можности. Се врви преку нив. Она што збориме платен промет, плати се. Меѓутоа, спомна премиерот. Милиарда евра поминаја последниот период од ИПА програмите. Се разбираме малце сите од банкарство. Вие двата сте економисти, двата, потпредседател на владата и министер, и поубаво од мене разнаете што е маргина во банките. Тие влегуваат со една каматна стапка, банките ќе стават скромно 2% маргина, викаме. На милиарда ние се отепавме од работа, 20 милиарди ќар банките. Сум во право? 20 милиони, се извинувам. Сум во право до сега или не сум во право? Да продолжиме. Во меѓувреме, за секое ливче што ни го даваат, го наплаќаат. Така е. Трето, што е најбитно, си ги спакуваја фондовите и ни ги пласираат, мора преку нив. Значи, тие што го сервисираат тоа. Нема друг начин. Секаде во светот е така. Меѓутоа зборуваме за патната инфраструктура. Еве, сега ќе ви кажам прашање кон нив. Не кон вас, меѓутоа вие сте сепак повеќе во контакт со нив. Ова поќе кон Народна банка, кон како се викаше на Народна банка, Советот на гувернери на Народна банка и она комисијата што ги регулира каматите. Но еве едно прашање што овде јавно ќе го отворам. Прво, банките се дефинитивно поприсутни од сите нас. За високоградбата го решија убаво проблемот. Убаво се обезбедуваат со хипотеки и ги финансираат. Интересно ги финансираат и двете. И странките што работат, и странките што си купуваат. Нема вика. Меѓутоа е проблем во инфраструктурата. Онаму како што државата има развој. Сите се сложивме дека инфраструктурата е основа за развој. Кај се банките да видам модело за финансирање? Дали имат модел за финансирање на инфраструктурата? Не може банките да си строат само на ќар. Ние зборуваме дека 600 милиарди ќе поминат од тука. 450 милиони рече директорот, така? Или до 600, еве 450. Зборуваме за нашите македонски фирми. Не зборувам за странците како ќе одбезуваат финансирањето. Да ми кажи една фирма што кога ќе почне, ќе биде воведена во работа, ќе работи месец, два, три, јас не се сомневам и досега на сите им е платено. Знам дека е така. И тоа тие неколку клучни месеци, кај што се инвестира интензивно,
ниедна фирма нема финансиска моќ тоа да го издржи. Тоа, тие средства се добиваат од банките. По кои услови е малце дискутабилно. Меѓутоа, пошто не се тие тука, само ви ги давам како сугести во вашите ресори и на вашите ингеренции, ова прашање со банките да се барем да се постави по-отворено и да има барем да имаме некој одзив од ова. Ви благодарам на вниманието и се извинувам вака што последен станав да заборам. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. На првата конференција за патна инфраструктура, искуства, предизвици и перспективи и одржаната втора панел дискусија со наслов Улогата на градежништвото во економскиот развој на државата, констатирани се следните состојби. 1. Конкурентност и деловен амбиент. Конкурентноста на компаниите зависи од деловниот амбиент и од правната рамка во државата. 2. Дополнителни давачки и цени. Дополнителните давачки од државата, например за складирање битумен, ги зголемуваат производствените трошоци и ја намалуваат конкурентноста на регионалните пазари. 3. Доделување капитални проекти. Најголемите капитални проекти често се доделуваат преку директно преговарање со заобиколување на прописите за јавни набавки. Во тендерите каде што се применуваат прописите, во над 90% од случаите, доминира критериумот најниска цена. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Заклучок. За подобрување на конкурентноста на компаниите, правната рамка и акцентот врз квалитетот пред цената се клучни. Ова може да се постигне со следните чекори. 1. Ревизија на критериумите за јавни набавки. Институционално решавање на проблемот со критериумот најниска цена и замена со критериумот економски најповолна понуда, кој овозможува баланс меѓу цената и квалитетот. 2. Истражување на парафискалните давачки. Спроведување анкета помеѓу членките на Сдруженијето за парафискалните давачки заради идентификување на неоснованите давачки кои ја зголемуваат цената на производите и ја намалуваат конкурентноста на странските пазари. Резултатите ќе се користат за иницијативата за укинување на неоснованите давачки и за ревидирање на регулативата. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Заклучок. Потребно е подобрување на системот за јавни набавки во градежништвото. План за постапување. Под 1. Реформа на законодавството. Промени во Законот за јавни набавки, фокусирани на економски најповолна понуда. Под број 2. Обучување. Организирање обуки за зголемување на капацитетите на институциите и бизнис секторот. Под број 3. Транспарентност. Мерки за подобрување на транспарентноста во јавните набавки. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Констатираните предлози и заклучоци ќе служат како насока за разговори и за дебати со надлежните институции за подобрување на бизнис амбиентот во кој треба да делува индустријата.